Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добро вечер и ви благодарам за вниманието. Мислеле дека грабнуваат жена на возраст од 40 на години, а не 14 годишната Вања. Ова денеска го сведочеше обвинетиот Велибор Манев, кој во детали објасни како биле киднапирани, а потоа и убиени Вања и Панче. Зоран Јаневски со деталите. Ги лажал дека ќе грабнат жена, ама во раце им паднала Вања. Обвинетиот за двете грозоморни убиства Велибор Манев го откри планот на Палчо. Грабнување на пензионер кој живее сам, а неговиот автомобил да се употреби за грабнување жена од 40 на години за која подоцна ќе бара откуп. На списокот прво се нашла ќерка на пензиониран бизнисмен од Скопје, а потоа ќерка на друг бизнисмен кој живее во зградата на Вања. По реализирање на откупот, Палевски на останатите тројца обвинети им ветил дека ќе добијат по 150.000 евра. Според сведоштвото на Манев, Вања била грабната дури во третиот обид. Еднаш за доцниле, па на влезот имало други лица, за веќе на 27 ноември да им успее планот. Но тврдеше дека не знаеле отиграбнуваат 14 годишно девојче. Велешанецот сведочеше дека подолг период Палчо им покажувал слика од жената која треба да ја грабнат. Рече дека им личела на повозрасна, а посочи и дека Палчо можеби ја менувал фотографијата. Ги однел и во зградата да се запознаат со просторот. На денот на грабнувањето, Велибор се сокрил под скалите, а Боре чекал на влезната врата. Преку радиостаници Палевски им кажал дека женското лице ќе излезе во 7:20, па постојано ги информирал и за времето. Во влезот било темно, па штом Вања излегла од лифтот им заличила на жената која претходно ја гледале од сликите кои им ги покажувал Палчо и ја совладале. Јас бев под скалите, а Боре чекаше со селотейп трака ставена на раката и кога се симнуваше особата, Боре ја грабна и ја залепи устата и ја повлековме под скалите. Според сликите што ни ги покажуваше, особата беше идентична. Во темната просторија колку што можевме да приметиме беше таа. Ја врзавме и ја ставивме во вреќе за спиење. Во грабнувањето на девојчето биле вклучени Манев, Видевски и Кешишев. Палчо со другото возило ги чекал надвор од Скопје. Се упатиле кон местноста Дупки. Напред се движело Реното управувано од Палчо, а зад него со Цитроенот на Панче и останатите обвинети. Манев рече дека движењата на автомобилите се идентични со снимките од системот Безбеден град кои претходно беа презентирани во судница. Дека грабнатата е девојче, а не возрасна жена, сватил откако го отвориле багажникот на Цитроенот. Палевски ја праша за незиното име, имињата на родителите и откако дозна, рече да ја извадиме надвор од колата за да слика и да прати слики на фамилијата. Откако ја извадивме, ја отворивме вреќата за спиење и селотејпот го извадивме. Видов дека е дете, а не жена. Веднаш му рековме со Владко дека е грешка и треба да ја пуштиме. Палевски ми рече да прекинам и дека е се чисто, но дека првичната сума што ја понудил нема да може да се земе. Палевски приде кон детето и со перниче во рака го испуга куршумот. Според Манев, планот бил осмислен една година пред убиствата. За таа намена тој заедно со обвинетиот Владко Кешишев ја ископале дупката во близина на Велес, а тогаш во реализација на идејата на Палчо се вклучил и обвинетиот Боре Видевски. Според зборовите на Манев не требало да бидат убиени ниту Панче, ниту Вања. Палчо им рекол дека Панче ќе го врзат со синџир и бетонски тек и ќе го спуштат во дупката, а со неговиот автомобил ќе грабнат жена. Но кога почнала реализацијата на планот, наместо да биде врзан, Палчо го застрелал пензионерот од Велес. Им рекол дека е така почисто и нема што да се грижи. Манев тогаш не сакал повеќе да продолжи, ама Палевски му рекол да не си го расипуваат пријателството и дека има убава фамилија. За таткото на Вања, кој е обвинет за помагање во грабнувањето на неговата ќерка, Манев рече дека не го познава. Првпат го видел на слика која му ја покажале полициските инспектори. На денешното судење се читаше и исказот на Манев даден претходно во обвинителството. Тогаш изјавил дека од обвинетиот Кешишев слушнал дека вечерта пред грабнувањето на Вања разговарал со незиниот татко, но и додал дека во својата телефонска комуникација Палевски никогаш не го изговарал името на соговорникот. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Кривичен Јојо Гог денеска со различно објаснување, со што осомничениот Јаховски, син на пратеник на ДУИ, заврши во домашен притвор наместо во Шутка. Оваа мерка се уште не е обжалена.
Имал малолетни деца, нарушено здравје и изградени силни врски со државата. Тоа се причините поради кои ниту судот, ниту обвинителството немале ништо против синот на пратеникот на Дују осомничен за перење пари во аферата Мазут, истрагата да ја следи од дома. Од обвинителството велат дека барале притвор, но биле одбиени. Судијата на претходна постапка, не прифаќајќи го предлогот на обвинителството, одлучил на осомничениот да му изрече мерка куќен притвор, а воедно оценил дека се исполнети условите да му биде изречена и мерка на предпазливост од земање на патна исправа и забрана за издавање на нова патна исправа. Се вели во соопштението на обвинителството, од каде до овој момент се уште нема информации дека поднеле жалба. Од судот во соопштение вчера објавија дека јавниот обвинител се согласил осомничен за милионски криминал истрагата да ја следи од дома. Во однос на осомничениот Асмир Јаховски, по произнесување на осомничениот пред судија на претходна постапка, јавниот обвинител се согласи за промена на предлогот за определување мерка притвор со предлог за определување на мерка куќен притвор, што беше прифатено од судијата на претходна постапка, објави вчера кривичниот суд. Премиерот вели дека не сака да коментира судски одлуки, но рече дека е шокиран од однесувањето на шефот на обвинителството. За мене се алармантни информациите кои што ги добивам, кои што се поврзани со однесувањето на прв човек на едно обвинителство кога слушнал за акцијата која што ја спроведуваше Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност пред 2 дена. Навистина, сум шокиран како се однесувал тој човек и како продолжува да се однесува. На нив не им е местото таму. Ако сакаат да бидат дворско-партиски забавувачи, тогаш нивното место не е во обвинителството, е во оние големи хациенди кои што се изградени во Западна Македонија. Но доколку сакаат навистина да имплементираат правдина, тогаш треба да го сменат своето однесување. Но тоа што го слушнав, како тој човек се однесувал, мислам дека многу скоро денеска ќе се кае, но тогаш се плашам дека ќе му биде доцна. Обвинителството вчера отвори истрага против 13 лица и една фирма кои ги товари за серија кривични дела како злоупотреби и перење пари при набавка на мазут со сомнителен квалитет за државните електрани. Првоосомничен е Радко Капушевски, кој од вчера е во истражниот затвор Шутка заедно со неговиот партнер Сулковски и екс-директорот на ЕСМ Адријан Муча. Останатите 8 лица се во куќен притвор. Екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски се уште е во бегство. Александар Спасовски, Сител телевизија. Увезувале канцероген мазут, но дали ќе одговараат и за екоцид? Одговори на ова прашање бараше Миријана Давидовска. Миријана, дали стражните органи ќе ја прошират истрагата и за многу посериозни и потешки кривични дела? Со оглед на тоа дека засега во јавноста е познато дека осомничените набавувале сомнителен или канцероген мазут, освен оние кривични дела за кои што засега се осомничени, многу е веројатно дека можно е да одговараат и за екоцид. Ова е едно од поновите кривични дела кое е регулирано од лани во законот кој стапи на сила, кое што според законската регулатива се предвидува едно од највисоките казни, тоа е доживотниот затвор. Според обвинителството, истрагата трае само 24 часа, се уште се прибираат докази и според нив не се исклучува можноста да им се стави на товар и ова кривично дело, односно екоцид. Во продолжение ги гледаме деталите. Осомничените за незаконската набавка на канцерогениот мазут веројатно ќе одговараат и за екоцид. Истрагата која е активна само еден ден до прва ќе покаже дали ќе се проширува со други кривични дела или ќе опфати уште осомничени лица. Од обвинителството вела дека истрагата е во тек и не е исклучено доколку дојдат до такви докази, осомничените да бидат гонети и за кривичното дело екоцид. Извори за Сител велат дека во моментов се работи на вештачење од кој можно е да произлезат докази дека осомничените со мазутот кој го набавувале сериозно го загрозиле здравјето на граѓаните. Доколку надлежните докажат дека осомничените го труеле народот и ги гонат кривично за екоцид, казната која е предвидена во законот е една од највисоките. Тој што спротивно на закон со намера да предизвика штета на животната средина, ќе преземе действие или ќе пропушти да преземе действие, поради кое ќе настане сериозна или широко распространета или долготрајна штета на животната средина, ќе се казни со казна затвор од најмалку 10 години или со доживотен затвор.
Иако екоцидот од лање е на сила, досега за едно од најтешките кривични дела во Македонија никој не одговарал. За надлежните органи при докажување на сторениот екоцид доволно е да утврдат дека загадувањето било повеќе од дозволеното. Македонија веќе неколку години руши рекорди и е на врвот на листата со најзагаден воздух. Дополнителна потврда на тоа се извештаите на ИЕЗ, според чија статистика годишно во државата околу 4000 луѓе умираат како последица на штетниот воздух кој го дишат. Зголемена е стапката на канцер, мозочни и срцеви удари, како последица на долгорочна изложеност на штетен воздух. Мирена Давидовска, Сител телевизија. По изгласаната недоверба, власта очекува членовите на Судскиот совет сами да се поднесат оставки. Според опозицијата, пак овој чекор е противуставен и не носи никаква реформа. Судскиот совет да свика итна седница, а членовите на кои им беше изгласана недоверба не треба да учествуваат веќе во неговата работа и треба да поднесат оставки. Ова е барањето на власта откако вчера парламентот изгласа интерпелации на Дамева, Црвенковска, Адеми, Чочарова, Илиевски и Мустафа, 5 члена на Судскиот совет што ги избира собранието. И вчерашната интерпелација, која што им беше изгласана на овие 5 члена на Судскиот совет избрани од собранието, е многу сериозна работа и мора да биде сватена сериозно. Изгласаната интерпелација значи дека тие немаат легитимитет да земат учество, а уште помалку да одлучуваат во рамки на Советот. Судскиот совет мора да ја разгледа оваа интерпелација, да закаже итна вонредна седница по однос на истата, а од нив очекувам да си поднесат неотповикливи оставки. За опозицијата пак сосема спротивно. Интерпелациите се рушење на функционалноста на судските институции, а не реформа. Представува упад во правната држава и комплетно кршење на уставот. Судскиот совет како тело е уставна категорија. Членовите на Судскиот совет единствено одговараат пред самиот Судски совет. Ваквата постапка на извршната власт и на владеачкото мнозинство во собранието не представува ништо друго освен кршење на уставните начала на владење на правото и на поделба на власта. За опозицијскиот албански блок интерпелациите не значеле ништо. Не верувам дека ќе се поднесат. Значи нема никаква смисла гласањето. Они сами кажаа дека нема смисла. Они кажаа дека интерпелацијата не е правно обврзувачка, ама еве, ќе го искористиме денот, собраниската говорница и да се изнакажеме се и се што да се збориме. По таа логика ние кажавме дека можно е ние како пратениска група да свикуваме интерпелација и за членовите на Уставниот суд. За премиерот Мицкоски ова биле празни закани на ДУИ за да се заштитат од прогон. Кога малку се во опозиција, веднаш има одговорност, излегуваат на површина сите оние активности за кои што постои основано сомневање, а кои што се поврзани со криминал и криминалци, да ги дознае и македонската јавност. И затоа се тие уплашени на нив. Најмалку им е дојдено и до јазикот и до било што друго и до уставни суди. Тие се исплашени за својот криминално стекнат капитал и за основаните сомневања. Изгласаните интерпелации заедно со заклучоците за изгубениот легитимитет за работа на 5 члена вчера беа испратени и до самиот Судски совет. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Евроамбасадорот Рукас најавува интензивни активности за решавање на спорот помеѓу Македонија и Бугарија и вели дека во следните месеци високи представници на Унијата ќе го посетат Скопје. Премиерот Мицкоски пак вели дека очекува конкретни чекори и од другата страна. At the EU level, we are working very hard together with the government of North Macedonia to overcome any remaining issue before we open negotiations. So there is intense activity, diplomatic activity, exchanges. The EU leaders will be visiting Skopje in the coming 2 to 3 months. And I'm hopeful that we will be able to move ahead while at the same time we put and we continue to implement together with the EU assistance all the necessary reforms from the reform agenda. Сум се изнаслушал многу изјави. Треба да видиме дела. А дела по мене представуваат признавање на пресудите од Судот за човекови права во Страсбур за македонската заедница во Бугарија. Ова што го слушаме од страна на нашиот источен сосед, ако не е мешање на внатрешните работи на суверена држава, не знам за што станува збор. Така што ние не сме народ кој што има проблем со другите народи. Напротив, ние ги почитуваме нашите соседи, и албанците, и србите, и грците, и бугарите, но бараме подеднакво почитување и за нас македонците.
На изјавата на Мицкоски реагираше Бугарското министерство за надворешни работи. Зачудувачки е што обврските превземени од Република Северна